Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници, почитувани македонска јавност. Моето процедурално е во однос на она што се случуваше изминатиот период во собранието и е во насока на смирување на тензиите, односно она некое чувство кое што се случува во собранието или она што беше предизвикано од средата од седницата за изборна влада, па продолжува и деновиве и мислам дека наша обврска и задача е ваквите појави да пробаме да ги превенираме претходно. По однос на седницата од среда и по однос колешке, ќе ве замолам да се обратам процедурално, за ваква работа токму вие реагиравте и ве бранеа и вас. Дозволете да го завршам моето процедурално. Ви благодарам на разбирањето. По однос на седницата во среда, морам да истакнам дека она што се случуваше не го оправдавме сите и по таа причина беше свикана и таа воредна координација на која што се договоривме да има одредени извинувања од страна на мене. Јас тоа го направив, за вас тоа не беше доволно. Доколку дозволите да завршам, ќе ја слушнете поентата. Од моја страна тоа беше направено, а по вашето напуштање на крај на седницата извинување имаше од страна на премиерот. Затоа мислам дека по однос на таа работа, ама колешке, сега лошо е да ви именувам тука од место која довикувате таму, не е добро вака. Значи се јавуваме за да ги смириме работиве. Добро. По однос на вчерашната ситуација, значи прво на самиот старт да кажам дека не одобрувам ниту оправдувам било какви работи кои што се случува, но треба да бидеме внимателни и сите, затоа што јас не бев присутен на самата комисија, од тоа што го слушнав, на несреќниот случај кој што се случил вчера, претходело и вербално дофрлање од другата страна. И од таа причина барам од сите нас, вклучително и јас, честа угледот и достоинството на оваа институција, но и на институтот пратеник, зависи од сите нас. Како ќе не доживуваат граѓаните и луѓето надвор, зависи од односот и почетта меѓусебна која што ние имаме меѓу нас. Тоа во моментот, колеги од опозицијата, не го гледам од ваша страна, затоа што се обидувам на најкултурен демократски начин да укажам на одредени работи и затоа замолувам, ако ви е целта смирување на тензиите, да работиме сите заедно на тоа. Не ви се обраќам вас, колега Баџети. Зборувам за сите тука присутни. Затоа замолувам сите да работиме на смирување на тензиите во собранието. Политиката и политиканството